Интеграцијата на пазарите на земјите кои се дел од проектот Отворен Балкан за Македонија е предизвик, но не и голем ризик за бегство на работниците, оценува во анализа професорот од Американ Коледж Скопје Маријан Петрески. Пресметките покажаат дека во соседна Србија премијата за плата во однос на Македонија е многу мала и нема да предизвика значајна мобилност на македонските работници, освен за сезонските. Се истакнува во анализата во контекст развивање на регионалната економија и конкурентност од 2019 година со отпочнување на проектот Отворен Балкан Македонија има позитивни резултати. 2022 во однос на 2019 со започнувањето на последната иницијатива Отворен Балкан, зголемен е извозот за 55%, спрема Албанија е зголемен со 40%, што укажува на добрата работа на царинската управа, на македонските компании и воопшто е показател за зголемен економски раст и полесен пристап на нашите земји кон овие пазари. Регионалната соработка ја олеснува и даночната кореспонденција, потенцира даночниот експерт Павле Гацов. Се работи за земји кои што имаат слични даночни системи и во таков контекст може многу да се конвергираат таквите системи. Овде особено сметам дека даночната администрација на овие земји може да ја олеснуваат кореспонденцијата со даночните обврзници, особено кога има прекугранични трансакции во смисла на плаќања, извоз, увоз и така натаму. И во делот на задржаниот данок, каде што администрирањето со документите кои што ослободуваат од withholding tax прилично сложена работа за даночните обврзници, а даночните администрации на овие земји се разбира може да го олеснат тоа, односно да направат форма преку некаков портал да се проверуваат сите документи и да се примени закон како што треба. Во сите овие напори, еден од клучните моменти е мотивирање за преквалификација, но и мотивирање воопшто за работа. Доколку тоа не се случи, некои индустријски сектори во наредните 5 години ќе пропаднат поради немање работници. Тврди Дарко Велков, аналитичар на пазар на трудот.